Социјален работник последно во февруари-март годинава ги посетил трите деца кои изгореа во пожарот во трошна куќа во местото викано Вршник над Велас, тврди за 1 ТВ директорката на Велешкиот центар за социјални работи Азиза Джини. Таа во телефонски разговор потенцираше дека имаат записник во кој стои дека последниот пат кога ги посетиле децата биле добро, а условите за живот лоши. Вели дека тоа што живееле во шума, без вода и струја во една соба, без основни екзистенцијални услови, тие не можеле да им помогнат. Категорична е дека центарот е чист и дека досега излегувале во пресрет на ова семејство со еднократна парична помош. Но основното нивно барање било покрив над главата, а за тоа не можеле да им помогнат бидејќи одлучувала владина комисија. Покрај социјална помош од 3560 денари ги уклучивме во народната кујна. Има зајадење, на помош беше Црвениот крст. Тие беа згрижени во тој дел, кога ќе дојдеа кај нас единствено бараа социјален стан. Таткото беше пред 2-3 месеци, го упативме да достави барање до владината комисија. Потоа ни кажа дека го одбиле, бидејќи имал во наследство имот од мајка му. Таа потенцира дека празен социјален стан во Велес нема и не знае како министерството ќе го реши проблемот со сместувањето, но тврди дека за почеток ќе ги сместат во стан под кирја која би ја плаќало министерството. Джини вели дека таткото Никола бил сам корисник на социјална помош, дури лани во декември семејството било кај нив и поднело документи за социјална помош со 3 деца. Марина имаше проблеми со претходниот сопруг. Тој се закануваше, имаше предмети за семено насилство. Во центарот беа евидентирани заедно пред 2 години, а дојде од Радовиш. Рекоа прво дека живеат под кирја, дури потоа дека имаат куќа. Најстариот син Стефан користеше пензија од починатиот татко, но поради тоа што не одеше во училиште лани во декември, му беше укината. Социјални работници повеќе пати одеа на увид и не ги наоѓаа дома. Од Министерството за труд пак најавуваат дека социјална инспекција ќе ја чешла работата на Велешкиот центар за социјални работи. Инспекцијата ќе истражува дали центарот кикснал во постапката со ова семејство. Од труд најавуваат подетални информации кога ќе заврши инспекцијата и кога ќе го добијат извештајот. Инаку телата на трите деца кои изгореа во страшниот пожар во Велес вчера беа погребани. Теона која за 10 дена требаше да наполни 1 година, Петар кој имаше 2 години и Драгана 4 години, настрадаа во пожарот. Биле сами дома и заклучени додека родителите отишле да пазаруваат до продавницата која оддалече на 40 минути од непристапното место во шумата каде што живееа. И тоа според соседите не им било прв пат да бидат оставени сами и заклучени. Заврши и увидот на обвинителството и полицијата, а детали од истрагата се најавуваат во наредните денови. Истражните органи потенцираат дека на распит повторно ќе бидат викнати родителите, комшиите и други лица, а дознаваме дека на распит бил и поранешниот сопруг на Марина, таткото на 4-годишната Драгана, но според нашите извори тој имал алиби за време на пожарот. Сомнежите дека пожарот е подметнат и човечки фактори во игра се уште се на маса. А трагедијата го шокираше не само Велес, туку и цела Македонија и покрена бура реакции во јавноста која бара одговорност.